сметам дека односите имам амандман, да. Значи сметам дека односите се взаемни со Бугарија и мислам дека Македонија нема ништо против Бугарија. И македонската влада дека не прави ништо лошо, нешто што би ја повредила, значи Бугарија и обратно, мислам дека има недостаток на комуникација и тоа години наназад, 35 години. Тоа е главната работа. Имаше еден период многу комуникација. Да. Односите Македонија и Бугарија, мислам дека се односи како и со соседните држави, кај нас сакаат да ни го стават овдека епитетот дека сме, значи, со Србија, па не знам, значи ние сме независна држава. Сме? Да. И како независна држава, значи можеме да определиме, значи со кого и како ќе комуницираме. Не можам да се согласам со вашиот став, мислам дека нема во Македонија против бугарите, значи никаков, значи луѓето можеби се љути како врз основа на бугарската политика, ама како народ еден спроти друг не. Не можам да се согласам. Да не бидам погрешно разбран, не мислев ја на народите, мислев не дури ни на љутење, не мислев. Значи работата е дека треба да се подигне нивото на комуникација. Оваа влада бара легитимна работа од Бугарија, да ги почитува пресудите на Европскиот суд за човекови права. Не сакам да дискутирам на оваа тема, но сепак ќе зборувам. Значи, да ги почитува само одлуките, што може секој една од владите да го бара од 46 држави, значи, кои се во Совет на Европа. Ништо повеќе, ништо помалку. Значи, може да оди и почекор понатака да поднесе тужба до Европскиот суд за човекови права, да се исклучи Бугарија од Совет на Европа. Но не го прави македонската влада. Ево, сватете го тоа како, значи, добра намера. Јас имав и едно отворено писмо до министерот Тимчо Муцунски, каде што му се обратив јавно и му кажав доста трпение, спасение. Дајте, значи, акција, дајте действија, значи, дајте некој глагол, значи, дајте сработете нешто. Ви имате правото да ја поведете постапка пред Совет на Европа против Бугарија, направете го тоа. Да, веројатно тогаш ќе бидат обвинети дека го обструираат договорот, дека не сакаат во ЕУ, дека сакаат да предизвикаат капки, веројатно тоа е причината. Сега јас не ги знаам. Мислам дека не е тоа причината, мислам тие се се баби и жаби, значи мислам дека имаме проблем, ние имаме генерално проблем, имаме проблем со институциите. Може да имате добар министер, ама институционално да немате подкрепа. Значи, она што го кажав, советниците кои се таму, мислам дека прво не се луѓето кои треба да бидат таму, тоа е една работа, втора работа, мислам, правецот на давањето на совети и креирање на стратегија е во многу погрешен правец. Што очекувате во делот со Бугарија? Како не за Бугарија него во однос на условот што не испорачан, како ние да продолжиме? Да се вратиме малку во историјата, значи има еден французин и еден русин, значи кои се основоположници на доктрината на Русија и на Франција во надворешната политика. Значи, тие имаат бидено, едниот има пишано писма, Кармазин, мислам дека се вика, значи, Михаил Николаевич Кармазин, и тој оди во Европа и гледа, значи, она што се случува во Европа, значи, во 18 век, се враќа назад, она што е добро бара да се прифати во рускиот систем, а она што лошо, значи, има една теза дека Европа ќе пропадне. Разбирате? Имате уште, значи, исто така Маркиз де Кастен, мислам дека се вика, тој е човек кој исто така оди пак французин во Русија, тој гледа Русија и вели не се плашат од Русија, Русија ќе пропадне и доктрините на овие две држави се заснуваат на ова. И ама ево гледаме 200 години се поминати, ниту Русија е пропадната, ниту Европа е разедината. Индиректно што сакате да кажете? Оно што сакам да го кажам, македонско-бугарскиот однос, тој ќе трае доста време. Значи, треба процедури, значи прво треба динамика, треба да се седне на маса. Значи, тоа е многу битна работа. Во Европска унија апсолутно ви тврдам, значи претходно ви го тврдев, на брз воз ќе настава, не зашо сме најдобри, не зашто заслужуваме ние можеби повеќе. Го каже Марта Коз дека Македонија до 28, меѓутоа условот пак кажат минатата недела беше нели уставни измени. Повеќе 91 мислам дека бевме 1991 за влез во Европа него сега, но им требаме на Европа. Не им требаме ние, им треба Србија, Косово, Босна и Херцеговина, им треба пазар. Им треба обележување на територија. Бидејќи видите, овие претходно двајца кои ги спомнав, тој русинот и французинот, сите големи држави
секогаш пуштаат некои патеписци. Например, Евлија Челебија не бил пуштен тука за да се шета, туку за да измери што има на теренот, за да може да спореда. Дури има Густав Вајган, германецот исто. Да, така. Исто имаат и кинезите пуштено, значи и тоа за да Комора бев направила. И тоа е основата на нивните доктрини што да прават. Кинескиот капитал навлегува од секаде. Еве сега на овој месец, мислам, на 21 ќе дојде индиската председателка во Македонија. Това е настан. Индија е голема држава. Една од големите светски економии. Поентата е Македонија, македонската влада, значи македонската елита, така наречена политичка елита, треба да определи каде ние ќе одиме. Значи, како ќе ја градиме оваа држава. Не, они кажаа дека одиме во ЕУ, нели претходно НАТО и сега ЕУ. Да, значи ние треба да видиме, ама еве сега некако се е климаво, да се е нешто климаво, така да видиме. Значи имате 30% неопределени луѓе кои не излегле. Фон дер Лајен нели беше неудамна пред една година, нема ни толку, беше во Пекинг, така беше. Ама зошто беше во Пекинг? Беше во Пекинг, значи беше во Индија, беше во Јужна Америка. Така, јасно. Зошто? Зашто автомобилската индустрија во Германија е пред колапс. Да договори пазари. Значи, не ги договорија пазарите, сега имаат проблем. Ние имаме проблем, значи ние прво треба да си ги детектираме нашите проблеми. Претходно спомнав образованието. Во моментов имаме 2000, ми се чини, студенти во Словенија. Тоа е огромна бројка. Од кои пола мислам дека се здравство. Имаат подобри услови за студирање таму. Така, тоа е главната реченица. Значи подобри услови за студирање. Имаме 2000 од 1000 се здравство, и подобро образование. И 1000, ама зошто стипендиите се повисоки? Клучниот момент е зошто? Значи, зошто овие деца одат таму и се отуѓуваат од Македонија? Тие деца не се враќаат назад. Ние треба да видиме зошто е тоа така. После на други универзитети на мастери од таму. Ама ние треба тоа да го видиме овде во Македонија. Сега може ли Значи која ми е поентата? Ние не ги губиме децата, значи како деца заминуваат таму и после ние губиме во пензиски фонд, значи губиме демографската слика ни се менува. И треба ние да се реорганизираме во Македонија да ги вратиме тие деца назад. Немаме што повеќе вработувања за да не мора да прават не знам какви. Една слична ситуација имавме со Бугарија 2006-2007, многу македонци одеа во Бугарија студираат, колку што се сеќавам јас. Па се најде некој начин, па се подвратија назад во Македонија. Не да штампате дипломи, сега нема да ме разберете погрешно, но да видиме зошто овие деца одат таму. Тај ние како општество, како современици да им обезбедиме тука да седат. Значи и тука да студираат, да им направиме подобар живот. Тоа е поентата на една држава. Значи тоа треба ние да го направиме. Поентата на сечија политика треба да е тоа, да, така е. Зиков сакавте, да. Сакав околу ова, значи образованието во да не биде само образованието, зборуваме за економија, за раст, дали имаме потреба трга од тука, значи во овој век сега што го живееме, образованието е клучно за сите држави за развој, за економски развој. Ние го губиме темпото. Вие гледате какви промени се случуваат. Значи, денеска светот зборува, не знам кој, светот е на дланка денеска. Гледаме ние се што се случува во светот, тоа е, значи зборува за вештачка интелигенција, за дата центри, да бидам искрена, не сум воодушевена од вештачка. Не, дали сме воодушевени или не, тоа како цунами ќе дојде и ќе не поклопи и тоа веќе е тука. И тоа е веќе тука во Македонија. Децата треба малку повеќе да читаат книги. Мислам зарем таа вредност ќе ја заборавиме. Не, видите, тоа е, мора сега ChatGPT да го прашуваат за себе. Тоа е малку кинеско-руска не би рекла дека сега треба да читаме книги, нормално дека треба да читаме. Треба многу да читаме. Прашањето е што веќе не читаш на хартија, него читаш електронски. Тука е целата приказна. Студентите, вие треба на еден млад човек денеска да му обезбедите можност, кога велиме можност да му обезбедите амбиент да живее во Македонија. Зошто би живеел еден млад човек во Македонија денеска? Не е само вработување во јавна администрација што му ја нуди партијата. Значи тоа е број еден. Значи не сака тоа. Значи ја познавам многу млади луѓе што можеби некогаш сакаа, пред 10, 15, 20 години се сакаше тоа, сега веќе луѓето не сакаат тоа. Не е предизвик сега. Не е предизвик и не му е предизвик автоматски во партија да оди. Затоа имате толку намалување на процентот. Тука имате намалување на процентот, тоа не го кажавме у анкетите на луѓе кои би излегле на гласање и ова зголемување на тој процент, и имате зголемување на процентот на луѓе кои се иселуваат. Зиков и на запад е така, луѓето многу не се дури во некои држави нели има законска обврска
дека мора да гласат пошто не ги интересира гласањето и не сакам тоа да го потенцирам. Сакам да кажам дека вие треба да обезбедите, ние треба да обезбедиме како општество овде, како умни луѓе кои сакаме, кои излегуваме вака и јавност и храбро. Ама затоа треба партиите да се отворат. Не можеме ние да бидеме заложници, нивни секој ден да слушаме на пресконференција. Вие тоа направите, а вие за тоа зборевме пола емисија. Треба партиите за да се смени амбиентот. Млад човек денеска бара добро образование, ако го нема ќе излезе, ќе го најде. Сега има начини, имате фондови европски, имате дестинации, кај што имате стипендии, самите универзитети што ги даваат и многу наши македонски граѓани тоа го прават, млади. Второ, се бара овде, кога веќе останувам овде, дајте ми сценарио како јас сам да работам и да живеам, да инвестирам, предприемаштво да развиваме. Ние за тоа не зборуваме. Јас неколку пати овде ја пуштам темава, значи и гледам дури и на рилсови не се обраќа, кога се сечат рилсовите, не се обраќа тоа. Значи, кај нас треба учење за предприемаштво во основна школа. Тоа го има во многу држави. Значи треба финансиска писменост на луѓето да им се даде. Како тие луѓе ќе живеат за да живеат подобро, со обемот на приходи што го имаат и што го заработуваат, треба да научат како со пари. Значи, просто да го кажеме тоа. Луѓето не знаат кај нас. Ние живееме во такво општество каде што е ерес да зборуваш за парите. Каде што парите се отепувачка според еден роман на еден наш голем писател. Така? Значи, добро, промена на мајндсетот треба. Значи, треба драматична промена на мајндсетот, ама тоа не може човек кој е воспитан во една средина, во некое село или град, не е битно во Македонија, сам да му дојде тоа како проникнување. Тоа на Баба Вања и дошло така. Значи, овде треба амбиент. Низок економски раст, кога немаме проблеми екзистенцијални. Овде треба амбиент, да не го труете народот, да не го труеме народот. Бизнис логика малце чудно. Треба да не го труеме народот со непотребни работи, како што ја почнав емисијава. Значи, немојте да го тероризирате и торморизирате народот на 40 степени температура во лето. Дајте му нешто друго. Дајте му концепт, дајте му добро образование, дајте му реформа на образовниот систем, преку предмети и програми. Не ми кажувате вие мене да универзитетите дали вака имале програми или немале. Сега имате празни пресконференции, мислам дека на непотребно место се ја трошат енергијата. Граѓаните очекуваат на вистина промена не само кај властите и кај опозицијата, не сега за конкретно само за денешната влада, генерално она што мене ми смета, тоа сакав да речем, како граѓанин на оваа држава, за себе си сметам, имам високо мислење од аспект на тоа дека сум посветен граѓанин на оваа држава, работам приватна работа цел живот, плаќам такси на државата и тоа прилично. Имам право, следствено имам право да кажам. Предолго трае ова наше мачење. Ова е мачење. Ова е таква деструктивна политика 35 години што се прави. Секој си го гледа джебот. Да, кога зборуваме за овие 35 години, бидејќи годинава, нели на 8 септември славиме 35 години, па сакав малку и за тоа да зборуваме за тоа. Често зборуваме 35 години, еве. 35 години буквално го зборуваме едно исто и никако не одиме. Па еве само кратко ја ќе кажам на оваа тема, веќе сум го кажал тоа. Кировски да го прашам за една актуелна тема, да. Да, јас само ова ќе го кажам. Да измериме 45-та година Југославија, СФР Југославија после Втора светска војна. 35 години на СФР Југославија се 80-та година кога почина другарот Тито. Така? Да. Што направи Југославија у тие 35 години? Сега некој ќе рече Југославија 24 милиона народ, голем пазар, да, ама имаше 6 републики, тоест 8 републики ако сакате, имаше 3 религии, имаше националности еден куп и така натаму, и таму имаше конфронтации, не дека немаше, таа беше немирна држава. И таму имаше политички проблеми. Видите што направи, од каде Југославија, кој знае, кој читал примената економија на времето, да речеме, или историја на Југославија, нека се земе, треба младите генерации малку тоа да го читат, овие што се протагонисти на новото време во Македонија, треба да се свртат малку кон тоа. Да видат, не дека треба да видат југо-носталгичари, него треба да видат што е правено таму. И сега споредете го тоа што е од 90-та година 35 години. Од 91-та. Да, ќе биде како на изреката. Ние што сме го направиле, вие не можете ни да го искречите. Да. Не, така имаше на при тоа Југославија правена во комунизам, во тежок комунизам, со сите непријатели околу тоа. Само да не разбере дека сме југоносталгичари. Не сме југо. Ја реков одма, веднаш реков и тоа, валјда тие што ме читаат и пратат и слушаат, знаат дека не сум југоносталгичар. Српскиот свет, нешто како актуелна фраза. Тамам работа. Да, господин Менкиновски, да се вратиме, ќе се вратам малку на вчерашната дебата, слушнавме дел од опозиционерите.
Меѓу другото спомена, сега да не ги менувам кои, тие што следеле знаат, дека смената на министерот Игор Филков била заради правосудниот испит, бидејќи деновиве имаше градоначалникот Меджити, значи кажа дека не само овој испит, имаше дадено едно интервју, не само правосудниот, сите стручни испити ќе се полагат на албански јазик. Дел од експертите сметаат дека не треба да се полага овој испит на албански јазик. Мислите ли вие дека треба тоа така да се полага, бидејќи имаше и протести, независно од тоа, меѓутоа... Јас се спомнав таа дихотомија што имаме во Уставот и тоа е голем проблем. Како ќе ни функционира, да. Они сега мислам дека ќе се повикуваат и на Законот за јазици, кај што таму зборува за каде ќе се применува и албанскиот во постапките, што го кажа, меѓутоа еве... Видете, значи како интелектуалец, како човек немам ништо против секој да го користи својот јазик, но кога зборуваме за држава и државна управа... Се работи дека за користење или некористење, слободно се користи јазикот. Како држава и државна јазикот, управа, значи тоа се додадени, сепарирани права. Значи, постојат универзална декларација за основни човекови права, за малцински права и се знае таму каде може да се користи, значи, албанскиот или јазикот на малцинството и во кои институции. Ова е веќе, значи, оптеретување на еден систем и гушење на еден систем, според мене. Ако толку сакаат, имам јас едно прашање до нив, да го стават. Кој ќе го плати преведувачот? Некој треба да го плати преведувачот, треба да им преведе на овие што зборуваат македонски или професорите, значи пред кои се полага, некој треба да плати тој преведувач. Кој ќе го плати? Јас и вие? Дали сме должни да го платиме тој преведувач? Да. Поентата е, значи треба малце работи да ги гледаме кон, значи немам ништо против да го користам нивниот јазик. Тоа е, мислам да ги разграничиме работите. Ние не најдовме 35 години, а од рамковниот договор колку се 26 години. Да. Значи не најдовме, они цело време одат као деме ќе се двоиме, ќе правиме голема Албанија, не сите, значи албанци. А од друга страна, значи овие наши како демек нешто не даваме. Никој не вела тоа ни голема Албанија. Значи као нешто дефедерализација или не знам што. Антонија, најнова сила го слушав. А овие други наши викаме не даваат и патриот. Не, значи ние треба да најдеме заеднички јазик од целокупнава, значи ситуација и да видиме како државата да функционира. Имаме во тој контекст ме беше како ќе функционира правосудството. Патолошки случаи имаме овдека во Македонија. Колкава е државната управа кај нас? 145.000. Патолошки случаи. Имаме собрание од 121. Како му доаѓа? Некош еден, некош 30, не знам како е по моделот диаспората. А 123, значи на... Сега 120 претеници сме. Мислам, видете, ние немаме потреба од толку луѓе. Да. Добро, ние разговараме за правосудниот. Видете, значи, судир на аргументи е. Ние имаме најголема влада во Европа. Еве, вчерашниот избор 24 министри имаме. Ние таква влада речи си да не постои во Европа. Сега рачунете колку е тоа платена администрација околу нив. Не е тоа, не оди министерот сам со тачната савајлена работа. Значи, замислите колкав е тој трошок. Но не е ни тоа најважно. Најважно е визија кај идеме, тоа што го спомнавме. Имаме ли ние пат? Имаме ли ние голема слика? Сега, тоа се објаснува дека на студентите, ако веќе им се дозволува да учат на албански јазик, што нели кај нас не е забрането и никој нема ништо против тоа, сега да полагаат на и правосуден испит. И тоа за оние што ги следат тие состојби, велат ќе предизвика проблеми во функционирањето на самиот правосуден систем. И се укочи општеството и ништо не правиме, за тоа збориме цело време. Значи, основата 2001, значи не е да направиме она што го каже господин Зиков, значи на почетокот, да направиме биполарно општество, туку фактички малцинствата да се инкорпорираат во, значи никаде не пишува дека албанците се привилегирани. Добро, да, некој сега ова го толкува за малцински права. Ќе можат како сака да го толкуваат, Венецијанска комисија им го врати интелектуалците сметаат дека со ова се воведува еден вид на јазична федерализација, што е малце нелогично за една унитарна држава. Мислам дека и она што го зборувавте вие прескоро. Ние некогаш сме робови на претешки зборови, кажани. Сега прашањето е тука и зашто правиме колку луѓе од тие сега треба полагаат? Ова е само некоја иницијална капсула да се направи раздор. Да. Јас мислам дека и да се даде тема за преку лето. Значи таа тема кога почна во мај. Да се прифати колку луѓе треба полагаат? Те нека кажат 10, 20, 50 луѓе.
50 луѓе, јас мислам дека таму на брза трака за време на Џафери исположија сите правосудени, што немаа и факултети и така натака. Тука проблемот е што годиш да полагаш јазик не ти треба. Значи другачие се полага во Македонија. Значи и сега се занимава дали да им даеме, ние не им даваме. Значи не е дека ние им ограничуваме, тоа е да се направи една слика како апархейд. Демек ние апархейд, ние македонците не кеме да им дадеме на албанците права, не е точно. Да. Сите права нека ги имат, ама нека се ги платат до четврто деление, ние ќе им ги платиме. Во Америка така мислам дека е системот. Секаде во светот, во развиениот свет, до четврто ќе ги платиме. Ќе ве разберат погрешно дека како сака нека од четврто јас зборувам, значи она што е дел од цивилизираниот свет. Од четврто платете си, нема проблем. Значи тоа е тоа. Добро, имаше една иницијатива за законот за јазици, па нешто и тука не функционира уставниот суд, иако судот, морам да кажам, мета на партиите, особено еве и на ДУИ, протести се правеа нели околу онаа одлука што е укина уставниот суд за преименувањето на улиците, па имаше една иницијатива тука во општина Чаир, во која што имаше предлози, односно нели предлози за некакви команданти да се преименуваат улиците. Дали ова е само политиканство или гледате некакви тешко политиканство? Оваа држава е заснувана на антифашистички основи. Ние имаме албанци кои се бореле, например, дали да речеме граѓаните во тие општини не имаат комунални проблеми, па сега во отсуство на тоа да се решаваат, ние идеме со улици ки ги замараме. Ние на команданти да ги крстиме тие улици или да ги именуваме. Значи од или некои воени злосторници кои се уште е прашање дали се воени злосторници или не се. Ама не, протести и скандирање се со албанци кои се бореле 45-та година за создавање, значи антифашистичка држава. И треба луѓе да ги крениме ние. За што зборуваме? Значи за Бали Кондоре, за фашистичка организација, како да е, мислам глупости се тоа. Политиката го прави тоа, претпоставам, да. Не го зборувам јас. Вакви случаи имало и во Франција. Значи, Европскиот суд за човекови права има донесено одлуки за вакви работи, дека не може да се глорифицираат личности кои биле на страната на фашизмот. Европската конвенција за човекови права е еден од најголемите антифашистички, значи, проекти, каде суди Европскиот суд за човекови права. Вие преска кажавте име на пресуда против Босна и Херцеговина, каде што еден еверин и ром, значи ги тужат трите заедници, тоа се хрвати, срби и босанци, бидејќи согласно Дејтонскиот договор, значи не може да биде носител на, не знам, на преседателство. И има добиено. Значи Европскиот суд за човекови права многу јасно кажува дека еднаквоста се повредува. Со ваквиот начин на однесување се повредува еднаквоста на другите граѓани. Да. Значи ширење на нееднаквост, фаворизирање на одредени групи. Добро, значи, зошто се наметнуваат вакви теми? Зошто воопшто се наметнуваат овие теми? Мислам дека пиар службите се толку плитки на одредени партии, значи кои измислуваат вакви теми кои нас ни се многу смешни и на многу интелектуалци и затоа имате класична апатија во македонското општество, бидејќи гледаат дека ништо не се решава. Тоа е се како се оние спектакуларни апсиди. Тие што ја разбираат темава, тие не го слушаат ова. А тие што не ја разбираат темата, тие слушаат навечер. И тие веќе ја разбираат. Нашиот народ не е глуп. Значи еднаш ќе го излажеш два пати, ама ностоп не можеш да го. Да. Паметен народ е нашиот народ. Така да мислам дека имаме промашени пиар стратегии. Се гледа во рейтинзите, погледнете ги рейтинзите од ред до ред, без разлика кој е прв, кој е втор. Значи паднати се нивоата на страшно. А зголемени се други нивоа, апатичност, несогласување со општеството си одиме. Коалицијата вреди во изборите, ми остана впечатокот дека они ветуваат дека нивните три столба се борбата со корупцијата, евроинтеграцијата и сега уште едното не знам што беше, но секако никако не беше сега дали се под притисок на ДУИ или не знам што, повторно се некои такви теми се јавуваат, односно на нивната агенда, па се преговара. За мене Влен треба да одговори на една друга работа и упорно бега и веројатно пиар службите во Влен тоа добро го знаат. А тоа е ветувањето од 24-та година кога ја направија коалицијата со ВМРО ДПМНЕ за Европска унија, за влегувањето на Македонија во Европска унија и за реформите што треба по тој основ да се прават. Тие пред своите граѓани треба гласачи, треба тоа да го одговорат како прашање, бидејќи тоа беше силно дадено ветување.
а не да замараат на ваков начин. Пак ќе кажам, понекогаш е испод ниво и да се занимаваме и на емисија да го коментираме тоа, заради тоа што понекогаш политичарите прават маса за ретардирани да гледаат овака и ние да се цело лето да се забавljаме со тие прашања. Значи тоа треба како да ви кажам со дигнитет вака да се тргне да се игнорира од како политичка агенда. Не можеме да прифатиме, сепак не можеме. За крај да го искористам бидејќи сепак денеска беше донесена ослободителна присуда за случајот Талеб, бидејќи господинот Менкиновски адвокат што падна основата за конфискација нели на партиското седиште на ВМРО ДПМН и ослободителна присуда за екс-премиерот Груевски, тогашен председател и на ВМРО ДПМН. Тоа е дел од оној закон изменен избор на кривичен законник донесен во собранието, замислете, со европско знаменце и малку од денешен нагол изгледа иритирачки за граѓаните, бидејќи тогаш во една таква ситуација набрзо на 2-3 со европско знаменце се носат закони на кои што очигледно на партиите им одговараат, меѓутоа кога треба да се донесе изборен законник или некои други посуштествени прашања нема. Апсолутно сте во право. Сакам само да забележам, бидејќи претходно разговаравме на оваа тема пред да започне емисијата, но заборавивме да споменеме една многу важна работа, а тоа е дека судиката кажа дека нема покрај тоа, дека има промена, нема доволно докази. Што правевме сите овие години? Што се занимававме со овој предмет? Па веројатно со Ако немало доволно докази, колку години треба? Можело во старт тоа да се скине. Значи, ние имаме потреба од ослободителни пресуди, значи не во смисла на, значи во смисла онаму каде што нема докази. Што нема докази, да не се влечат процеси. Се малтретира јавноста, значи ако немате што да покажете, се занимаваме со вакви предмети кои видите влијаат на фамилии, значи на луѓе, не е само овој процес, имате луѓе кои тешко ги погаѓа кога ги изнесете пред камера, кога ги стават во притвор, притворот служи како казна. И обично знаат партиите негесебно да кажат дека се работи за политички прогон во таков случај ако нема докази. Добро, ви благодарам многу, ни истече времето за емисијата, во некоја следна прилика ќе анализираме за актуелни теми. Почитувани, ви благодарам што и вечерва бевте со вас, останете со каналот. Пријатно.